Се наоѓаме во Друштвото на писателите на Македонија денес за да присуствуваме на врачувањето на наградата Даница Ручигај, кое овој пат ја доби поетесата Александра Јуруковска за нејзиното до во овој момент необјавено поетско дело Ткажалки. Пред се честитки за оваа награда, Александра, и да се множат ваквите твои поетски изданија. Благодарам, Ирина, и благодарам на мојата Алфа телевизија. Многу се израдувавме кога дознавме дека токму ти си добитничка на оваа престижна награда, а интересно е што токму на 10 годишнината од востановувањето на оваа награда за прв пат се додели на еден необјавен поетски ракопис. Беше ли ова изненадување и за тебе? Да, секако беше изненадување. Пред се би рекла дека беше огромно охрабрување и поттик, затоа што кога го видов конкурсот дека годинава Друштвото на писателите на Македонија прават некаква видоизмена во концептот, навистина некако и се охрабрив и ги поздравувам и им благодарам за тоа што воведуваат ваква новина која што верувам дека ќе биде поттик за многумина мои колеги да се пријавуваат на овој конкурс. Ова е впрочем и прва награда за необјавена книга на самото Друштво на писатели на Македонија. Збирката Ткажалки остава впечаток со една многу вешта, умешна комбинација на зборови од современиот македонски јазик, но и некои архаични, подзаборавени зборови, и чинам дека тоа дава посебен белег на песните што се наоѓаат на страниците на оваа стихозбирка. Благодарам што го препознава што, благодарна сум што и жирито го препозна ова. Мене ми ова исто така можна значајно, затоа што всушност Кажалки е мој прв поетски текст. Јас досега и не сум пишувала поезија и да, навистина некако колку свесно, толку и несвесно ги носам во себе сите оние архаизми, диалектизми, сето она богатство на македонскиот јазик и како што велат многумина поети не само кај нас, туку и во светот, не можеме да избегаме од тоа што е во нас, од тоа како сме растени, со што сме растени, конечно не можеме да се тргнеме, а и не треба од јазикот на кој плачеме и се смееме. Многу убаво кажано, токму така, драга Александра, со оглед дека ова твое прво поетско дело и веднаш се закити со ваква награда, верувам ова е огромен поттик за понатамошно поетско творење. Да, голема е честа, голема е и радоста. Јас цело време себе си се преиспитувам и си велам не знам колку го заслужувам, но веројатно ќе треба да го оправдам. За сега не можам да кажам дали и понатаму јас ќе пишувам поезија, иако секој што се занимава со пишување го прави тоа, меѓутоа секако дека ова е една голема чест и повторно ќе кажам, обврска и јас останувам во јазикот, во книжевноста, во културата. Што за тебе лично интимно значи Ткажалки како збирка на поезија? Сега ја ставаме и настрана наградата како едно признание, како едно оправдување и препознавање на твојот квалитет. Меѓутоа за тебе како автор и како поет, што значи ова? Како што е и самиот наслов за кој многу размислував, тука има и тажење, има и тажалки, еве повторно нашата традиција, тажењето во македонскиот народ. Има и кажување, има веројатно и лажење, но има и многу копнеш и има ткаеш, а тој ткаеш ги поврзува сите овие нешта заедно и повторно мислам дека е ова ткаеш и за македонскиот јазик. Наградата подразбира освен плакета и објавување на стихозбирката Ткажалки, која што споменав до овој момент беше необјавена. Задоволство е да бидеме меѓу првите кои што ја држиме во своите раци, кои што имаме можност да ја прочитаме и да се насладуваме на убавата поетска реч. Уште еднаш ти благодарам за одвоеното време и ќе те ослободам со оглед дека многумина чекаат да земат изјава и да ти честитаат на оваа награда и од срце ќе ти посакам уште многу успешни изданија, успешни творецки изблици и уште многу награди, зошто да не? Благодарам многу на прекрасните зборови и благослови и благодарам на целата екипа на Алфа телевизија и на нејзината борба, нејзиното ткаење за културата. Ти благодарам уште еднаш.